Еден од предводниците на протестите за заедничка Македонија, оперскиот пејач Игор Дурловски, во интервју за Радио Слободна Македонија вели дека целта на протестите е да се спречи разнебитување на земјата преку прифаќање на тиранската платформа. Дурловски, како што вели, иако не бил никогаш досега политички ангажиран, конкретната политичка ситуација и неговиот инстинкт го понеле на улиците во одбрана на државата. Верувам дека на секој македонец, односно на секој граѓанин на земјата им е свето правото да не само да зборува, туку да биде заштитен неговиот јазик, да биде заштитено неговото знаме, да бидат заштитени неговите граници. Јас имав чувство дека со тиранската платформа сите овие работи кои што претходно ги спомнав се загрозени и единствен начин сметам дека е во моментов да сите ние кои што сме за оваа држава да функционира така како што функционирала до сега, да застанеме на браникот на и да одиме напред, односно да работиме на тоа да сите тие работи кои што стојат во тиранската платформа не бидат прифатени, затоа што гледаме дека имаме политичари кои што работат на тоа, но се надевам дека ќе успееме да го одбраним. Дурловски истакна дека е изненаден од масовноста на мирните собири и вели дека ваквата поддршка треба да му даде сила на претседателот на државата, да остане на својата одлука, да не го додели мандатот на партии кои ја прифаќаат платформата од Тирана. Кога ќе ги прочитате сите точки во таа платформа, гледате дека една по една задираат не на некој начин, туку директно во идентитетот на македонскиот народ. Јас повторно ќе кажам, не сум партиски определен, имам многу пријатели албанци, турци, роми, власи, срби, со кои што сум соработувал, со кои што сум бил на сцената, со кои што сум се дружел и никогаш не сум им го оспорувал нивниот идентитет, односно право на изразување. Дурловски во претходните денови на протестните маршеви во своите пораки инсистира дека неговата визија и желба е заедничка Македонија, во која сите националности ќе уживаат еднакви права и можности, без загрозување на нечи идентитет.